Кон крајот на април е планирано да се одржи четвртиот поред детски музички фестивал Музички бранови. За таа цел навреме се започна со потрагата по талентирани деца и изборот на учесници. Со аудицијата треба да бидат опфатени околу 200 деца од основните училишта од Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново Облешево. Јас се викам Павел Гошев, учам во основното училиште Малина Попиванова, сум 5-2 оделение. Јас до сега учествував во хорот Музички бранови, а сега се пријавив да учествувам со моја собствена песна. Јас верувам дека жирито ќе ме одбере за да учествувам во фестивалот Музички бранови. Јас се викам Блајица Стојанова, учам во основното училиште Малина Попиванова во 5-то оделение. Сега ние се наоѓаме на аудицијата и јас верувам дека ќе се представам добро за да учествувам на фестивалот Музички бранови со своја собствена песна. До сега учествуваше ли во хорот на Музички бранови? Да, до сега јас учествував само во хорот на фестивалчето Музички бранови. Јас се викам Мартина Карова, учам во основното училиште Малина Попиванова. Јас учествував во хорот на Музички бранови. Јас сакам со своја изведба да настапам на фестивалот. Јас се викам Антонија Митрева од училиштето Малина Попиванова. Минатата година настапив со песничката Жел Бирој. Јас сум многу задоволна од мојата изведба. Фестивалчето Музички бранови гостуваше и во Србија. Јас ја немав таа можност да присуствувам таму, но моите другарчиња од Музички бранови присуствуваа и беа задоволни од посетата. Децата ги проверува комисија во состав Невенка Данилова, Сашко Велков и Мијалче Стојанов и избира кои деца имаат слух и можат да земат учество на фестивалот. Инаку, од ланската година фестивалот доби меѓународен карактер со учество на деца од соседните држави Бугарија и Србија. Така е планирано и годинава кога ќе учествуваат 15 деца, од кои 12 се од Македонија, а 3 од споменатите две држави. Фестивалот од година во година добива на квалитет и квантитет и излегуваат добри детски песни кои понатаму остануваат да се слушаат. Композициите кои годинава ќе се изведат се веќе во подготовка и се работи на нивниот текст, музика и аранжман. Новина од годинава е што за секоја песна од ланскиот фестивал се подготвува боенка со илустрации поврзани со содржината на песните.